Согласно Законот за основно образование веќе започна уписот за ученици во прво одделение или како што велиме прво одделенчиња за учебната 2022-2023 година. Сите основни општински училишта започнаа со уписот на своите реонски обврзници. Уписот започна вчера, се одвива со физичко присуство во училиштата, се запишуваат ученици родени на во период од 1 јануар 2016 заклучно со 31 декември 2016 година. По можност може да се запишат и ученици родени од 1 јануар до 31 јануар 2017 година. Потребни документи за запишување се копија од извод на детето, потврда за примена вакцини од надлежна установа, потврда од стоматолог, потврда од офталмолог и нормално документ за идентификација на родителот. Како што истакнав, уписите се вршат со физичко присуство, но може доколку родителите од оправдана причина не се во државата, можат или од било која друга оправдана причина, може тоа да го сторат и електронски со логирање на веб страната услуги.gov.mk на делот во образование, поточно запишување на дете во прво одделение. Што се однесува до бројката што како сектор за образование имаме добија на страната на службата, органот за водење на книга на матична книга на родени ученици кои треба да се запишат во прво одделение, изнесува 1080 ученици распределени реонски, значи секој училиште должно да си ги опфати своите реонски обврзници. Реонизацијата е проблем кој што се привлекува со деценија веќе. Дел од учениците од одредени наслоби се преселуваат во други наслоби, така што имаме суфицит во одредени училишта, дефицит во одредени училишта. Ќе имате ли како надлежен сектор увид во ова и дали ќе има последици по оние кои што нема да ја почитуваат реонизацијата? Зборувам и за училиштата, менаџерските тимови, но и за родителите. Апсолутно би сакал и сега да упатам апел секој училиште да си ги опфати своите реонски обврзници. Значи реонот е поделен, секој училиште си има свој оддел, тоест свој дел кој може да ги запише учениците. Родителите се должни да се обратат во реонското училиште. Постои законска регулатива која апелирам јавно и до родителите и до директорите да се почитува, бидејќи во спротивно ќе имаат санкции од страна на Државниот просветен инспекторат. Бурно е следиме ситуацијата, точно наталитетот со години е паднат, миграцијата во државата и нашата општина исто така е во подем, но она што е најважно се дека родителите треба да си ги запишат во овој реон во кој престојува, тоест адресата на живење. Законската регулатива е следна, може да се запише во друго реонско училиште, но доколку има слободни места во тоа училиште, но попретходно прибавена согласност од училиштето во кое детето е реонски обврзан. Колку може да биде најмал број на ученици во едно одделение и колку е најголем, затоа што има училишта со по 40 ученика и има училишта со 10 ученика. Па вака, 40 не е дозволено согласно законот, согласно новиот закон кој знаете во 2019 веќе е активен и го применуваме сите за основно образование. Предвидена е бројка од 20 до 30 ученици во паралелка, од 20 се оди со согласност во Министерство за образование и наука, каде што до сега сме имале позитивно мислење и ни даваат одобрување на тие паралелки и уште еднаш би препорачал да се почитува реонизацијата, она што е реонска обврска на родителот да си го запише детето во оној реон во кој му е адресата на живење. Дали бројката ова, која што следна учебна година ќе се запишуваат порачињата, е поголема или помала од минатата година? Имате ли споредбени податоци? Во споредба со минатата година е малку поднамалена, но во споредба со другите општини во окружување на ниво на нашата држава и овој североисточен регион, општина Куманово е најбројна општина, но меѓутоа трендот, како што реков, на иселување продолжува, на миграција во западноевропските развиени земји и внатреопштинската миграција застапена, така да тоа се влијае на запишување на учениците во прво одделение и пред себе рекол падот на наталитетот.